Благодарам, почитуван подпредседателе, почитуван премиер, колеги министри, колеги пратеници, почитувани новинари. Првото прашање е упатено до председателот на владата на Република Македонија, господинот Ковачевски, и се однесува на една актуелна иницијатива. Вие сами од сега кажавте дека сте свесен дека постои подгревање или кревање на тензиите по однос на македонско-бугарските односи и по однос на политичкиот мобинг, би рекол, кој што официјална Софија го прави кон Република Македонија во изминативе 2 години. Во тој контекст, моето прашање е кратко и едноставно. Дали би прифатиле, како председател на владата, да бидете присутен на Комисија за надворешна политика, на која што би го поканиле и предходниот председател на владата, господинот Заев, како човек кој што учествуваше во формулирањето на договорот со Бугарија, би го поканиле сегашниот министер за надворешни Бујар Османи и неговиот предходник Никола Димитров како гости. Оваа седница би имала за цел да го разгледа оној предлог кој што вие го одбивте во Брисел во форма таква каква што е, неофицијална. И би имала за цел да направи една поголема консултација кај сите политички групи во Република Македонија, за да имаме посилни позиции, да имаме помалку недоразбирања и да не се создава она што вие некојаш го именувате како хистерија на експерти или кревање на тензии. Ќе ве замолам за краток одговор дали би биле спремни за една ваква седница на која што, пак ќе повторам, би биле присутни вие како актуелен премиер, како гостин предходниот премиер, актуелниот министер за надворешни работи и како гостин поренешниот министер за надворешни работи, бидејќи во последно време забележувам дека кај дел од овие актери има јавни преписки кои што не придонесуваат за поголема доверба и по кохезивна заедничка политика кон официјална Софија. Тоа е моето прво прашање. Моето второ прашање е до Министерката за култура и прашањето е следно. Бидејќи секој член на влада има право, според законите, да предложи на председателот на владата и на членовите на владата именување или предлог за разрешување на државен секретар, моето прашање е дали вие сметате дека би било упатно да предложите разрешување на државниот секретар во Министерството за култура Валмир Азири заради употреба на недоличен речник каде што се промовира говор на омраза, повикување на физичко насилство кон одредени пратеници, па и кон поширока група на луѓе кои што тој смета дека не размислуваат онака како што размислува тој. Благодарам многу.